Ново пролонгирање на рокот за изноѓање решение за спас на оризопроизводството во Кочанско. Наместо денес како што им беше ветено, решение за излез од кризата најверојатно ќе добијат до понеделник. Од иницијативниот одбор се децидни, не отстапуваат ни денар помалку. Доколку оризовата арпа не достигне 25 денари, се заканија со генерален штрајк и масовно блокирање на регионалниот пат Штип-Кочани. Процесот е ставен за овие 7-8 дена во мирување. Ке почекаме до понеделник, колку нема, ние ќе стапиме во генерален штрајк оризопроизводителите. Тоа со сигурност го тврдам и да не се игра некој со живците и со нервите. Такво понижување, такво манипулирање овие неколку години земјоделецот оризопроизводителот не е доживеал. Ова е страшна работа. Владата нема план Б. Притисок се врши врз откупувачите тие да ја зголемат откупната цена, објаснуваат од иницијативниот одбор. Според нив, ниту субвенцијата од 3 денари што во саботата ја најави премиерот Заев нема да ја амортизира катастрофалната состојба во која се наоѓа оваа култура. Ние не сме задоволни, ние од 25 нема да попуштиме ни еден цент. Од ние, значи, на место да се раздуваме, ние плачеме сега со 20 денара, 17 денара луѓето. И втора работа, Оризо не го откупува ни еден откупувач и преработувач. Значи, луѓето не знаат буквално што да прават с болниците. Нема здрава, деца на школа и животните потреби се многу големи, сите знаеме какви. Минатата недела премиерот Заев и министерот Хоџа на оризопроизводителите им ветија дека нивното единствено барање 25 денари за килограм арпа е прифатливо и ќе се бара модел како да се дојде до посакуваната цена. Изминатиот период оризопроизводителите организираа и неколку протести, а најавија и бојкот на изборите.